4 глава од 1 до 9 стих. А сега, Израеле, послушај ги законите и уредбите на кои ве учам, за да ги вршите и така да поживеете, па да ја заземате земјата што ви ја дава Господ. Ниту додавајте нешто на тоа што ви заповедам, ниту одземајте нешто од тоа. Вршете ги заповедите на Господа, на својот Бог, што ви ги давам. Видовте со своите очи што направи Господ во Велфегор, зашто Господ, твојот Бог, го откорна од твојата средина секој, кој го следеше Велфегор. А сега, вие кои се држите цврсто за Господа, живи сте и денес. Ете, јас ве поучив на законите и уредбите, како што Господ, мојот Бог, ми нареди да ги вршите во земјата во која одите, за да ја наследите. Пазете ги и вршете ги, тоа ќе биде во очите на народите ваша мудрост и ваша разумност. Кога тие ќе чујат за сите овие закони, ќе речат: само еден народ е мудар и умен, а тоа е овој голем народ. Зашто кој народ е толку голем, за да му бидат боговите толку близу, како што ни е Господ нашиот Бог нам, кога ќе го повикаме? Кој е тој народ толку голем, да би имал закони и уредби праведни, како што е сиот овој закон, што јас ви го изнесувам денес? Затоа, внимавајте и чувај се добро, за да не ги заборавиш делата, што ги видеа со своите очи. Нека не ти исчезнат од срцето, ниту во еден ден на твојот живот. Спротивно, поучи ги за нив твоите синови и синовите на твоите синови. The children of Israel are about to enter the promised land. А децата Израелеви се на патот да ја влезат ветената земја. Now they have become a nation. Сега тие се нација. But years before this, Но години пред тоа, they were just a few people. тие биле само неколку души. Jacob had 12 children. Јаков имал 12 деца. And from those children, the 12 tribes of Israel they had children and they became tribes. И 12 негови деца се, како што се размножувале, станувале се повеќе. And you know the story how that when they came to Egypt looking for food, и кога дошле во Египет да бараат храна, they found their brother Joseph. Го нашле својот брат Јосиф. And they brought their whole family to the land of Egypt to live. И го донесоа целото свое семејство на земјата во Египет за да живеат таму. And there were just a few people at that time. И беа само неколку души во тоа време. About 70. Околу 70. And now, since that time, they've left Egypt. И од тогаш тие го напуштиле Египет. They've spent 40 years in the wilderness. Поминале 40 години во пустината. And they grew as a people. И пораснале како народ. Now they've become a nation. Сега станале нација. And they're standing on the borders of their nation. И стојат на границите од својата нација. Now they have the law of God now. И сега го имаат Божиот закон. And they're about to enter what God promised them. И се на пат да преминат границата на тоа што Бог им го ветил. And in order to do that, God said you need rules to live by. Но за да го направат тоа, Бог им рекол дека треба да имаат правила. Every nation has laws. Секоја нација има закони. But God's laws are best. Но Божите закони се најдобри. Nobody can do better than God's laws. Никој не може да направи подобро од Божиот закон. And God said that when you enter this land, then you will know how to live. И Бог им кажал кога ќе влезат во таа земја, тие ќе знаат како да живеат. Imagine what life would be like without laws. Да го замислиме животот како би изгледал без закони. The little village where I was born in Mexico. Селото каде што бил роден, Мексико. It's a little town called Cacahuatepec. Мало градче наречено Cacahuatepec. Така. But it was a small village, maybe about 3,000 people. Мало селце, околу 3,000 луѓе. But every week there was a murder. Но секоја недела имаше убиства. People carried pistols with them, like the old Western movies. Луѓето си носеле пиштоли со себе како во старите западни филмови. And there was no law. Немаше закони. The police came, or the soldiers came to live there for a while. Војниците доаѓаа да живеат таму за кратко. But nobody paid them anything. Но никој ништо не им плаќаше. So they left. И затоа заминаа. And so it was the law of the pistol. И беше законот на пиштолите. But that all changed when the gospel came.
Но тоа се промени кога дојде Словото. when hearts begin to know Jesus, Кога срцата го спознаа Исус. and then people begin to love one another. И тогаш луѓето започнаа да се сакаат еден со друг. And now that whole area has been changed. И сега целата таа област се промени. But we need rules to live by. Но ни требаат правила за да живееме. Imagine going to work and at work you didn't have any rules. Замислете да немате на работа никакви правила. It would be chaos. Ќе биде целосен хаос. You like soccer here, football, right? Football, the sport. You soccer, right? Ќе биде како во фудбалот. Just think of playing football without any rules, Замислете да си играте фудбал без никакви правила. without any referees. Без судии It would be chaos. ќе биде хаос. That's why we have referees, Затоа имаме судии. because they want to enforce the rules. Затоа што сакаат да ги наложат правилата. And in school we have rules. И во училиштата имаме правила. They're good rules. Добри правила се. At home we have rules. Во домовите имаме правила. And so rules are a good thing. И затоа правилата се добро нешто. When God gave the rules, Кога Бог ги даде правилата, He often said this: тој често кажуваше: I'm giving you these rules ви ги давам овие закони so that it might go well with you. за да ви служат добро. I want it to go well with you. Сакам да ви прават добро на вас. And if you go my way, И ако одите по мојот пат, it will go well with you. ќе биде добро за вас. And so He said, as you enter this land as a nation now, И така кога ќе влезат во земјата како нација, I want you to remember my laws. сакам да ги помните овие закони. I want you to practice them. Сакам да ги применувате, I want them to be a part of your life. да бидат дел од животите. In the country of Ghana, Во Гана there are more accidents and deaths on the highways than anywhere other country in the world. Во земјата Гана има голем број на убиства по автопатите, најмногу убиства гледано од сите земји, Because nobody follows the rules. бидејќи никој не ги следи правилата. They have traffic lights, but nobody looks at them. Има семафори, но никој не ги гледа. Whoever uses the road does whatever he wants. Секој што го користи патот, прави како што сака. And so there's the most problems of anywhere else in the world. И затоа таму има најмногу проблеми. Many years ago, a man was driving his little Ford, А пред многу години некој си човек си го возел својот автомобил and it broke down. It wouldn't work anymore. и престанал да работи. And so he pulls over to the side. Затоа застанал на страната од патот. It was a Ford, okay. Било Форд. And then a man with a suit and tie stopped by, Тогаш човек со костум застанал and he said, "I want to help you." и му кажал дека сака да помогне. And the man said, "Do you know about cars?" He said, "Yeah, I know about cars." И човекот со колата го прашал дали знае за нешто за колите и тој му кажал дека знае. And he opened the hood and began to work. И го отворил капакот и започнал да работи. 5 minutes later, he told the man to start his car, По 5 минути му кажал да ја запали колата and it started. и започнал да работи. And it sounded very, very good. И звучало многу добро. And the man was surprised, and he says, "How did you know to fix my car?" Човекот се изненадил и го запрашал како успел да ја поправи. He said, "My name is Henry Ford. И му кажал се викам Хенри Форд. I invented this car. Ја создадов оваа кола. I know how it works." Знам како работи. In the same way, God made us, И по истиот начин Бог нас создаде нас and He knows what's best for us. и знае што е најдобро за нас. And so He gives us rules И затоа и ни дава правила to live by. за да живееме по нив. And He's given us a very good book. И ни има дадено многу добра книга за да ја следиме. Aren't you glad we have a God that's good? Дали Aren't you happy that we have a God that is very good? срекни ли сте што имаме вакво слово? He's a good God. Тој е добар Бог. In verse 6, Во 6 стих He tells us to observe these things, to put them into practice. ни наредува да ги наблюдуваме овие правила и да ги практикуваме. He says, "This is your wisdom and understanding in the sight of the people." И пишува ваша мудрост и ваша разумност.
in the sight of the people who will hear of these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. И кога ќе чујат за сите овие закони, ќе речат само еден народ е мудар и умен. You're going to enter this land. Ќе влезете во оваа земја You're going to begin to live like I asked you. и ќе започнете да живеете како што побарав од вас. And people around you are going to start talking. И луѓето околу вас ќе започнат да зборуваат. They're going to watch how you live. Ќе гледат како живеете. And they're going to say this. И ќе го кажат ова. They said they're a wise people. Тие се мудри луѓе. Oh, they have understanding. Имаат разбирање. We don't have this understanding. Ние го немаме тоа разбирање. But look at those people. They have this wise and understanding. Но видете ги тие луѓе, тие имаат големо разбирање. In fact, when Solomon was king, Кога Соломон беше крал, even way down, the Queen of Sheba hears about this wisdom of Solomon. The Queen of Sheba. Кралицата на Шиба, од Шиба, дури слушнала за него. And so she came from many miles away to see the wisdom of the people there. И затоа дојде многу мили назад за да го види тој крал. And she could not believe how wise И не можеше да поверува колку мудар беше тој. and what an understanding people they were. И колку човек со разбирање беше тој. And so she said, before she left, she says, "Man, I didn't know half of it." И кога си заминала си кажала, ја не знав ни половина од тоа што тој го знаеше. So it's good to follow this book, isn't it? Затоа е добро да следиме оваа книга. That people will say you're a wise people. Луѓето ќе велат дека сме мудри луѓе. You have understanding in life. Имаме разбирање во животот. Even if you don't go to school and get a high education, Дури да не одиме во училиштето и да имаме високо образование, you're not an expert. и не сме експерти, But if we live by God's laws, но ако живееме по Божите закони, we know much more than the wise men of this world. знаеме многу повеќе од мудрите луѓе во овој свет. Because God uses the foolishness of the things of God to confuse the wise in this age. И Господ ги користи глупавоста во светот. Even the foolish things that God does is wiser than men's best efforts. Дури глупавите нешта, така наречено, Бог што ги прави, се подобри од паметните нешта на човекот. And when you read the book of Proverbs, И кога читаме од пословици, and even some of the things Jesus said in the New Testament, и некои од работите кои што Исус ги кажал во Новиот Завет, he really said there's two kinds of people. вели има два типа на луѓе. Wise people Мудри луѓе and foolish и people. глупави луѓе. And we fit in one of those two. И ние спаѓаме во една од тие две категории. Jesus said if we know the Word of God Исус вели ако го знаеме Божјото Слово and put it into practice, и го практикуваме, we're wise. сме мудри. If we know the Word of God Ако го знаеме Божјото Слово and don't put it into practice, и не го практикуваме, we're fools. сме глупави. We're no Глупави better луѓе. than the atheist. Не сме подобри од атеистите. Because the fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. From Psalm. Глупавиот во срцето вели дека нема Бог. All right. So, he said when you're going to come into this land, you're going to be different than the other people. Тој им кажал, кога ќе дојдете во оваа земја, ќе бидете различни од останатите. You're not going to be known for your natural resources. Нема да бидете познати по своите природни богатства. In your land, you have lots of gold. Нема да велат за вашата земја дека е богата. You have a strong military. Или дека имате силна војска. You have a mighty army. Имате голема и силна армија. Милица и војска, да. Yeah. So they weren't going to be known for those things. Нема да бидат познати по тие нешта. They were going to be known for being a moral people. Ќе бидат познати по тоа што ќе бидат морални луѓе. They were going to be spiritual people. Ќе бидат духовни луѓе. And above everything else, И над се друго, they were going to be a people that had a God close to them. ќе бидат луѓе кои што ќе имаат Бог близок до себе. Isn't it good to have a God that's close to us? Не е ли добро да имаме Бог што е близок до нас? So, it's not
it's often when we are different than the people of the world that they notice. Често кога сме различни од луѓето, од останатите луѓе, That they notice we're different. тие забележуваат дека ние сме различни. If we're the same as they are, then how will they know about our God? Ако сме исти како нив, како ќе знаат за нашиот Бог? So by being different Со тоа што ќе бидеме различни, is good. It's a good thing to be different. добро ако бидеме различни. Not weird, not strange, Не чудни, туку различни. but different. And so verse 7. Во 7 стих, Go ahead and read it. зашто кој народ е толку голем за да му бидат боговите толку близу, како што ни е Господ нашиот Бог нам, кога ќе го повикаме. I call upon God for many things. Јас го повикувам Бог за многу нешто. I'm not very wise, Не сум многу мудар so I'm always asking for wisdom. и секогаш барам мудрост. I'm praying, God help me. Се молам Господи, помогни ми, God protect me. заштити ме, God teach me. научи ме. I need God for many things. Имам потреба од Бог за многу нешта. I need help for guidance, to give me direction. Имам потреба од водство. And we have the privilege, a greater privilege than anybody else in this world, Имаме преголема привилегија, поголема од сите останати. to be near to a God who made us, who made the world. Имаме привилегија да сме близко до Бог, оној кој што не создаде. I know the God who made the sun, Знам дека Господ кој го створи сонцето and I know him personally. и го знам лично. I can't get very near our president, Не можам да се доближам близко до председателот and I'll probably never get an invitation, и никогаш нема веројатно да добијам покана, but I can get as close as I want to the King of Kings. но можам да дојдам колку што сакам близко до кралот на кралевите. We are privileged people. Ние сме привилегирани луѓе. I don't know if you realize it or not, Не знам дали го осознавате тоа, but it's a truth, но е вистината and it's special и е посебна. to have a God that comes close to us Да имаме Бог кој што е близок до нас. anytime we call upon him, Секогаш кога ќе го повикаме. to have an intimacy with God. Да имаме интимност со Бог. The Muslims cannot have an intimacy with Allah. Муслиманите не можат да имаат интимност со Аллах. They fear him. Тие се бојат од него. But if you talk to them about a relationship with the living God, they don't think it's even possible. Но ако ме зборувате за врска со Бог, за нив тоа е невозможно. But we have an intimacy with God. Но ние имаме интимност со Бог. We have a farmer in our church, Имаме фармер во црквата. and at the time Billy Graham came to Montreal, И во тоа време Били Грем дојде во Монтреал and they called him to help with the crusade, to help people that would come forward. My friend, the farmer. и фармерот беше повикан да помогне. And he had to go through some training first. И требаше прво да помине низ одредени подготовки, Maybe 10 days of training. можеби 10 дена подготовки. But he wanted to go, Тој сакаше да отиде, but at the same time, this was harvest time. но во истото време беше време за жнење. And for him, it was a hard decision. I cannot go, I want to go. И за него беше тешка одлуката, сакаше да отиде. But finally decided, okay, God, I believe you want me to go and do this. И на крајот рече, верувам Боже дека твојата волја да отидам. To have a harvest of souls is more important than to have a harvest in my fields. Да имам жетва од души е многу побитно отколку жетва. And so he decided to go to these classes. И затоа се одлучи да отиде на тие предавања. All the farmers in the other fields were all cutting their harvest down. Сите останати фармери си ја собираа жетвата, But it rained those whole 10 days, но дождот продолжи 10 дена and it ruined a lot of crops. и уништи многу од жетвата. And after those 10 days were done, И откако тие 10 дена помина, he came home and he cut down his fields. дојде дома и си ја собра својата жетва. And it was sunny all the time. И беше сончево целото време. And he put a lot into it, was able to save everything into his barn.
И успе да собере се во својата штала. Now the other farmers were watching this, И останатите фармери го наблюдуваат тоа and they say, this farmer knows God. и си велеа овој фармер го знае Бог. He goes to church. Тој оди во црква. God listens to him. Бог го слуша него. We cut down our fields. Ние скосивме својата жетва. He did not. Тој не ја направи, не ја искоси. He waited. Тој почека. How did he know to wait? Како знаеше дека треба да чека? And so every year now they wait for him. И сега секоја година чекаат за него. And when this farmer cuts his field, then the rest cut their fields. И кога тој фармер си ја собира жетвата и тие ја собираат. People say he knows God. Тие си велат го знаат тој Бог. And so they want to be close to him. И затоа сака да бидат близко до него. They're watching. Наблюдуваат. They're watching how we live. Наблюдуваат како живееме. And the world's watching you. И светот не гледа нас. In Psalm 145, Во Соломон, or in Psalm, во Псалм 145, it says, "The Lord is near to all who call upon Him." вели дека Бог е близко до сите оние кои ќе го повикаат. Isn't that good? Не е ли тоа добро? That the Lord is near to all not to all Бог е близко до сите од нас. who call upon Him. Сите кои ќе го повикаат. That call upon Him in truth. Сите кои ќе го повикаат во вистина. There was a time when I were not close to God. Имаше време кога вие и јас не бевме близко до него. We were in sin. Бевме во грев, We were in darkness. бевме во темнина. But something happened in our life. Но нешто се случи во нашите животи And everything changed. и се промени. And Paul writes about that in Ephesians chapter 2. И Павле пишува за тоа во Ефесијаните He says, "But now in Christ Jesus," и вели which one is it? Ephesians 2 and verse 13. А сега во Христа Исуса, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близо преку Христовата крв. We were brought near. Бевме доведени до Него. At one time, every single one of us in this room were far from God. Порано сите бевме далеку од Него. But what brought us near? Но што не донесе до Него? The blood of Jesus. Исусовата крв. What can wash away my sin, we sang today? Пеевме денеска што го брише мојот грев. Nothing. Ништо. Nothing. Ништо. Nothing but the blood of Jesus. Ништо освен Исусовата It's the крв. only way we can find salvation. Тоа е единствениот начин за спасение. In India, there was a lady who went to the Ganges River. Имаше жена во Индија која отиде до To the, некоја река and every so often, millions of people come to this river. и многу луѓе често одат на таа река And they go in to have their sins washed away. и одат влегуваат во реката за да ги измијат своите гревови. It's a filthy, filthy river. Тоа е многу прљава река. But they think that by going there, and millions of them go there, think that if they wash in those waters, their sins are forgiven. Но милиони од нив мислеле дека ако влезат во таа река, нивните гревови ќе бидат исчистени. And this lady believed that. И една жена го веруваше тоа. She also had a husband who was sick at home. Исто така имаше сопруг кој што беше болен дома. And anything they planted in their fields, nothing grew. И се што ќе посеа, ништо не растеше. And so she wanted to appease or to please the gods, И затоа сакаше да ги задоволи боговите. so that her husband would get well, И нејзиниот сопруг да оздраве. so their fields would bring forth grain. И затоа и нивните земји да започне да врне. And so she went to the Ganges River with her only child. И затоа отиде во реката со својот единствено дете. And she laid the baby as a sacrifice to her God. И го положи бебето како жртва за боговите. And she laid him in the water and let go.
И го потопи во реката и го пушти, to wash away her sins за да ги очисти своите гревови and so that her husband would get well. и за сопругот да ја оздрави. Imagine that, offering your own child a sacrifice. Замислете да си го дадете единственото дете за жртва. And she was crying by the river И плачеше покрај реката, because she lost her only child. затоа што го загуби единственото дете. The missionary saw her Еден мисионер ја виде and saw how much uncontrollably she was crying. и виде колку неконтролирано плачеше. And he went to her and he asked her what was wrong. Отида до неја и ја запраше што е проблемот. She told him. И таа му објасни. And then he began to tell her about Jesus. И тогаш тој кажа на неа за Исус. Nothing but the blood of Jesus Ништо освен Исусовата крв can wash away our sins. може да ги избрише нашите гревови. And she said, I wish you would have come a half hour earlier. И му кажала, посакувам да ви дојдеше пола саат претходно. I wouldn't have lost my son. Немаше да го загубам својот син. But there's only one way to get our sins forgiven. Но има само еден начин да ги избришеме нашите гревови. And that's from Jesus being crucified. И таа од жртвата на Исус. That's where our sins are forgiven. Таму беа простени нашите гревови. The penalty for our sins is paid for. А цената за нашите гревови беше платена. And now we who were far off from God И тие кои што се далеко од Бога have been brought near. беа доведени близко. And we're a privileged people, И ние сме привилегирани луѓе, more than anybody else in this world. повеќе од секој останат. I think we need to realize that, И треба да се освестиме да го осознаеме тоа, that we understand that. дека го разбираме тоа. In James, the book of James, Во Јаков it says, draw near to God and he will draw near to you. Come close to me and I will come close to you. пишува, дојдете при мене и јас ќе дојдам кај вас. Again, special, he's telling us, come to me Повторно тој ни вика, дојдете при мене and I'll come near to и you. јас ќе дојдам кај вас. There's a lady in our church, Има една жена во нашата црква and at work she tells everybody what God's doing in her life. и на своето работно место кажува за се што прави Бог во нејзиниот живот. She tells them about things she's praying about. Им кажува за нештата за кои што се моли And then she tells them when there's answers to prayer. и потоа и ги споделува и одговорите. And then some of these people who don't believe in God, И некои од луѓето кои што не веруваат во Бог they hear these things. ги слушаат овие нешта. Then they have a problem in their life. Тогаш ќе имат проблем во нивниот живот. Who do they go to? Кога имат проблем во својот живот, каде одат? They go to her. Одат кај неа. They said, you talk about your God. И велат, слушаме зборуваш за твојот Бог. That you talk to him and he answers. И му зборуваш на него и тој ти одговара. I have a problem. Јас имам проблем. Would you please pray for me? Би се молела ли за мене? Will your church pray for me? Ќе се моли ли твојата црква за мене? See, people are outside watching. Луѓето се надвор и наблюдуваат. They say, you're wise people. Велат, вие сте мудри луѓе. You're an understanding people. Вие сте луѓе со разбирање. You're a people who have a God very close to them. Вие сте луѓе кои што имаат Бог многу близок до вас. And verse 8, Во 8 стих Кој е тој народ толку голем да би имал закони и уредби праведни како што е сиот овој закон што јас ви го изнесувам денес? they see the laws and say, you're different. Тие ги гледат законите и велат различни сте. Your laws are righteous laws. Вашите закони се праведни закони. There's not one mistake in Нема your ниту laws. една грешка во вашите закони. Can you make better rules and laws than God? Можете ли да направите подобри закони од оние на Бог? Huh? I can't. Јас не можам. God is perfect Бог е совршен and his laws are perfect. и неговите закони се совршени. And so we can't do any better. И затоа ние не можеме да направиме ништо And подобро. so he says, don't add to these laws Вели, не додавајте ништо на овие закони and don't take anything away. и не одземајте ништо. It's perfect. Совршено е. And yet, we as a nation, И се уште ние како нација we changed many of the laws. променивме многу од законите. The other people, they go to witches to get guidance. Or
Некои одат кај бајачи и гатачки за водство. And God said to his people, he says, I don't want you to go to them. И Бог ни вели, не сакам да одите кај нив. I want you to come to me. Сакам да дојдете кај мене. If you want guidance, ask me. Ако сакате водство, прашајте ме мене. It's going to be different for you. Ќе биде различно за вас. And so, as a nation, we are to be different. И затоа, како нација, ние треба да бидеме различни. But the nation is made up of individuals, right? Но нацијата е составена од индивидуи. The church is made up of individuals. Црквата исто така составена од индивидуи. And people think about God by the way you live and by the way I live. И луѓето гледат на Бог според начинот на кој што живееме. Do people around you know that you are close to God? Луѓето околу нас знаат дека сме блиску до Бог. One man in our church, Еден човек во нашата црква he said, I'm afraid to invite my friends at work to church вели, страв ме да ги повикам луѓето од моето работно место во црква. because he says, I don't live like I should live the Christian life. Бидејќи не го живеам животот, христијанскиот живот како што треба. And he said, they'll look at me И вели, ќе гледат, ќе ме видат мене and say, I don't want his God. и ќе кажат, не го сакам неговиот Бог. And so it's important how we live, Затоа многу е важно како живееме, how we represent како го Jesus, представуваме Исус, how we represent the church, како ја представуваме црквата, by God's help, of course. со Божјата помош. But we're individuals. How do we live before God as individuals? Но ние сме индивидуи како живееме пред Бог. Let's read the last verse. Последниот стих 9. вели: затоа внимавај и чувај се добро да не ги заборавиш делата што ги вида со своите очи. Нека не ти исчезнат од срцето ниту во еден ден на твојот живот. Спротивно, поучи ги за нив твоите синови и синовите на твоите синови. Following God's laws and being obedient to God Ако бидеме покорни пред Бог, it also helps us build godly homes. тоа ни помага и да создадеме Божји домови. Our family, Нашите семејства, we build using this book. ние ги градиме нашите семејства користејќи ја книгата, Библијата. Here in the Bible, God tells the fathers and mothers to teach your children. Во Библијата Исус ни кажува како да ги огледуваме децата. And so it's responsibility of fathers to do this. И затоа одговорност е за родителите. Very often in the church, Често во црквите, the men aren't doing their job. луѓето не си ја вршат својата работа. They leave it to the wife to raise the children. Ја оставаат должноста на жените да ги одгледуваат децата. They leave the wife to teach the word of God to the children. Ја оставаат жената да ги поучува децата на Божјото слово. But in the Bible, God commands the husband, the father, Но во Библијата Бог му ја дава должноста на таткото to teach the children. да ги поучува децата And we're to remember these things и да ги запомниме овие нешта, so that we have a godly family. за да имаме Божји семејства. 3 of my boys have left our home, 3 од моите синови ги напуштија домовите and I wonder sometimes, и понекогаш се мислам, did I teach them enough? дали ги научив доволно? Did I show them how good God is? Дали им покажав колку е добар Бог? Because I know that's a responsibility for me. Затоа што знам дека тоа е моја одговорност. And God will hold me accountable И Бог ќе ме суди за тоа. for how I treated my wife Ќе бидам одговорен за тоа како ја третирав својата сопруга, or how I raised our children. како ги одгледав своите деца. And God's concerned about that. И Бог е загрижен за тоа. And He wants us to have godly families. И сака од нас да имаме Божји So семејства. He says, don't forget these things. И затоа вели, не ги заборавајте овие нешта. My neighbor raises his children different than I raise my children. Мојот сосед ги одгледува своите деца на различен начин. He lets his children do anything they want to do. Ги остава своите деца да прават тоа што сакаат. He notices that I don't let my children do everything they want to do. Забележува дека не им дозволувам јас на своите деца да прават што сакаат. And sometimes he thinks I'm strange.
И понекогаш си мисли дека сум чуден. But we've lived there long enough Но живееме таму доволно долго, that he sees the difference between his children and our children. за да може да види разликата помеѓу неговите и моите деца. His children are in trouble with the police. Неговите деца се со проблеми со полицијата. He doesn't live by the Bible. Не живее според Библијата. He has no relationship with God. Нема врска со Бог. And he sees a difference in us. И гледа разлика во нас. And when his mother died, И кога неговата мајка почина, he said, Daniel, will you do my mother's funeral? ме замоли, ми рече: Даниел, ќе го направиш ли ти погребот за мојата мајка? People who live around us notice. А луѓето кои што живеат околу нас забележуваат. It may take time, Може да ќе одземе време, but when they sit and think, но кога ќе седнат и помислат, they'll say, that was wise. ќе си речат: тоа беше мудро. He had understanding. Тој имаше разбирање. But even more than that, he has a relationship with God. Но многу повеќе од тоа имаше врска со Бог. We have a God very close to us. Ние имаме Бог кој е многу близко до нас. Do the people around you see you as a woman, a man, a boy, a girl of God? Дали луѓето околу нас не гледаат како Божји луѓе? It's being different that draws people's attention to God. Because we're different, Бидејќи сме различни, that's when people notice. затоа и луѓето забележуваат. And they are drawn to our God. И тие се привлечени кон Бог. Because those that are really hungry want that, the God. Затоа што тие се жедни и имаат потреба од Богот, од Бог. Let's go to one more verse. Ќе прочитаме уште еден стих. In Acts chapter 4, Во Дела 4 глава. It has to do with Peter and John. And verses 12 and 13, but 12 и 13 стих. But this is a man was healed. Во овие стихови еден човек беше излечен. And people began to gather and they're preaching the gospel now. И луѓето се собираа и го проповедаа словото. And this is what we read now, 12 and 13. Ќе ги прочитам стиховите. Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Кога ја видоа Петровата и Јовановата смелост и забележија дека се некнижевни и неуки луѓе, се чудеа. Ги препознаа дека беа со Исуса. They just made a very bold statement. A very confident statement. Тие направија многу силна изјава. They said there's no other name but the name of Jesus that can save you. Велат нема нито едно друго име кое што може да ве спаси освен Исусовото. And they said it very confidently. И го кажаа многу смело. And then people noticed. И тогаш луѓето забележаа. And they said, wait a minute. И рекоа: почекајте малку. These people aren't educated. Овие луѓе се неуки. They didn't go to the school of the rabbis. Не одеа во училиштето на равините. They're different. Различни се. But they speak with such authority. Но зборуваат со таков авторитет. No other name but the name of Jesus can save you. Нито едно друго име освен Исусовото може да не спаси. They experienced something the other rabbis had never experienced. Тие искусија нешто што ниту еден равин не искуси. They're not educated. Но велат тие не се учени луѓе. They're fishermen. Тие се риболовци. Just common people. Обични луѓе. And yet they speak so confident. И сепак зборуваат толку самоуверено. They say, now I know. И велат: сега знам. These people were with Jesus. Овие луѓе се со Исус. That's the difference. Тоа е разликата. They have no education like other rabbis. Немаат образование како останатите равини. They're just common everyday people. Тие се обични секојдневни луѓе. But they've been with Jesus. Но се со Исус. That's the difference. Тоа е разликата.
And that's what I want people to notice И тоа сакам луѓето да забележуваат about me. во врска со мене. I don't want them to see the good things. Oh, Daniel did this, Daniel did that. Не сакам да ги гледаат добрите нешта кои што ги правил. But I want them to say, he knows Jesus. Но сакам да велат тој го знае Исус. I want to know about this Jesus. И да велат јас сакам да знам за тој Исус. And we can do that by living according to this book. И тоа можеме да го постигнеме на тој начин што ќе живееме според Библијата. That people will say of the Blagovest church. Hopefully people will say of the Blago, or what's it called? Dobrovest, sorry. И луѓето ќе дојдат во црква. That they say the people in Skopje И луѓето во Скопје who come to this place, да дојдат овде. they're wise. Мудри се да рече. They have understanding. Имаат разбирање. And they have a God that's very close to Имаат Бог кој што е многу блиско. them. Isn't that good? Не е ли тоа добро?